заменик председател, ке повторно за 2021 година збориме. 4,5 милиарди евра точно е дека се издвоени, но не се издвоени заради тоа што некој би рекол вака надворешен фактор влијае на ова да се случи, туку заради тоа што тие таму што се во компанијата не си ја вршеле работата. Самите разрешувања на тие двајцата кои што се во термоелектроцентралите си го покажа тоа. Значи, вие сте издвоиле 6,5, односно 4,5 милиарди денари, но заради тоа што вие не си ја вршеле работата и тоа е за 2021 година. Тоа е добро, но тоа завршува сега. Сега ние зборуваме за 2022 година. Што правиме за 2022 година? Вие велите ќе видиме во јануари. Што да видиме, почитуван министер? Што да видиме? Дали ќе биде 20 или 25% поскапувањето? Тоа да го видиме. Па гледаме ние сега, овие ги доставуваат нивните ценовници до регулаторната комисија. 20% има елем зголемување. Тоа е генералниот, главниот контрибутор за формирање на цената на струјата. Што ќе купуваме ние време се? 30 дена да купуваме мир? Не планирав да... Во однос на рудникот во ТЕЦ Осоме, оставете го тоа, утре ќе го разговараме. Јас го наметнав како конкретно решение. Но смешно е вие да зборувате, не конкретно вие како личност, туку вашата влада, за обновливи извори на зелена енергија, кога имате 0% производство. Што зборуваме ние биле најдобро оценети, кога вашата влада распишува тендер за до година за 1 милион тони јаглен за 2022 година. Значи, едното со другото нема логика. Ме разбирате? И сега ние ви нудиме конкретно решение. Да издвоите 90 милиони денари, да се отвори тој рудник, ние да го отвориме, 12 милиони тони има таму јаглен, да почнеме да произведуваме, па паралелно ние можеме стратешки да ја развиваме и таа зелена енергија за да произведува и на тој начин оваа држава електрична енергија. Ама сега вие мене ми велите зелена енергија во услови кога РЕК, што е 75% произведувач на електричната енергија во Република Македонија, не произведува струја. И баталете ја 2021 година, петти пат денеска го кажувам тоа. Видовме што направивме од 2021 година. За тоа колку пари се одвоиле и за тоа за што се потрошиле парите, ќе разговараме на завршната сметка за буџетот за 2021 година и има посебна таква точка на оваа комисија и тогаш ќе видиме за што сте одвоиле парите. Ајде да одвоиме средства. Може би вие, за вас не се доволно. Велите 1 милиарда, ние одвоивме 4,5. Ајде да одвоиме ако сакате 6 милиарди, не е проблем. Ајде да одвоиме 6 милиарди, па на ребаланс ќе ги скратиме. Затоа што баш ребаланс треба да правиме во вториот квартал, нели кога ќе се намали ценовниот шок на светско ниво. Ме разбирате се? Ние општиме со изјави што вашите функционери ги давате. Нема логика, не знам како на друг начин да бидам појасен. Затоа ние ги предлагаме амандманиве вака како што се концепирани за да им помогнат на граѓаните да не оштат никого, ниту буџетот, ниту нешто друго. Ама оставете ја таа зелена енергија или ваква или таква кога имате 0% производство на електрична енергија. Па сега вие сте контрадикторни. Во ТЕЦ Осоме нели таму имаше некои сега панели или не знам што се случува за зелена енергија. Од друга страна, таму ќе го активираме сега пак тој комбинат и пак и за таму набавуваме јаглен. Сега ја разбирам дека е подоходовно за функционирање на власта да се распише тендер за да се набави јаглен, затоа што има таму и провизија, но зошто да не го копаме сами кога е поевтино? 4 пати поевтино е да ја произведеме самите отколку да набавиме. Дали енергенс, дали електрична енергија и така натака и така натака. Затоа што со вакво однесување, јас сакам навистина на крајот од дискусијата да ме разберат и економските оператори и граѓаните. Граѓаните ќе продолжат да плаќаат поскапа енергија и нема што да видиме, видено е, над 20% ќе поскапи од 1 јануари за домаќинствата, што значи дека секој еден граѓанин и секој едно семејство ќе плаќа поскапа струја од 1 јануари, а економските оператори нема да им се помогне и ќе плаќаат поскапа електрична енергија од 5 до 7 пати. Па кој издржи, ќе раскажува. Благодарам.